па така е. Так. Екшен парк, ајде Борја. Добро вечер, дами и господа, вие сте со нас на вистинското место. Вашиот омилен подкаст. Вашиот омилен подкаст тет а тет. Да. Скр. Марче. Од мојата Права страна. Борјан Николовски. Од нашата десна или лева страна. Моја лева, твоја десна. Може би некој ќе го познае, ама еве за тие што не го знаат. Миле Срк. Како е, брату? Ѓоргиевски, како се презиваш? Григоровски. Не презиме се. Извини. Добро бе, супер. Дојде вчера. Да, у понеделник дојде. Така? Денес што сме среда? Среда. Ова ти е прво искачање на камера. Да. Искрено имаме чест и задоволство. Баш ми е кеф. Што си наш гостин? Да, ја пробам, одамна јаме зборено, ја мислев нема ни да прифатиш тоа. Не бе, па ја ти кажав, ја сега купив авионска карта нели од Берлин ама. Само за тета тет дојде уствари. Да бе, ја одма ти пишав, доаѓам тука да снимам и два имам авион за назад. Они не знаат, он има свадба за 3 дена. Врату свадба стопиравме за организација за снимање со човекот. Да, значи како ја обяснам колку е битна епизода, не знам како ја обяснам. Па ето. И оваа епизода, која е моја камера? Таа е моја камера. Оваа епизода за втор пат од тета тет не седиме со тату артист. Значи како што имаме негде најавено сигурно некои епизодите, подкастов сакаме да биде не само за тату артисти, туку и општо за ликовна уметност. Значи одма да не хейтате, не е тату артист, што има врска. Ликовен уметник, дали е тоа сликарство, графити, вајање, скулптура, не знам, графика, готвење и тоа е уметност, да, ќе збориме после за тоа. Така да како што имавме со Васко Ташковски, не знам кој од епизодите, така имаме и сега. И искрено ми едва чекам да почнеме со омоветот. Looking forward to it, Борјан. Да се оправдаме пред да кажат зашо не е тату артиста тета тета. Ама тета тет не е само кој тетовира татуажа, туку и тета тет. Седиме еден карши друг. Така да, alles good, како што би рекол она. За сега у Берлин уште, но не за долго, така? Да, правиме нешто комбинации. Колку време си у Берлин више, брат? Па 5,5 години. Како е таму? Добро е, турбулентно. Лудо. Да. Супер, окей, отворено е. Анархично. Малце да започнеме, сакам после за Берлин ќе збориме и како и графити сцена и како и кулинарството таму и гастрономијата. Ама прво започнеме од почетоците, како и што сакаме со секоја епизода. Ајде, како започна твојата приказна со дали е прво со графити и со улична уметност првиот сусрет твој или со нешто друго? И дали се сеќаваш на првиот, тоа била скица сигурно или кој ти дали си прва генерација? Може да се смета за прва генерација дека си не си прва? Не сум јас прва генерација. Далеку сум јас од прва генерација. Графити, шкртаници под зидови сум сакал од увек и дете бев уште со точак идев по кеј да гледам графити, значи у тоа време Далтонс. Ова е, извини, ова е. Која година чисто? Немам поима, више прва, втора, трета. Која година е као генерација 1900, која? 98. За да имаат представа кога го ми се дешава ова? Чим си втора генерација, кога? 1993, четврта, пета, рецимо. Так, значи имало графити и тогаш у Скопје? Имало графити и тогаш. И тоа ми било како се дешава ова, како се црта, како се прави. После тоа значи беше некој период, после тоа више почнаш да се движиш низ центар на Скопје, више беа активни постариве ликови као Страј, као Ифо, као Ифо Цека тачно, као Давор НСК. Страјка уствари прва генерација, така? Терк, Джес 83. Тогашен стрес. Джес исто крајм или не? Да. Не, Джес 83 си од времето, крајм е друг артист од Прилеп. Не, дали е иста генерација, дали е тоа? Не, крајм е дури после мене. Да. Зборам, ја вака што сум гледал на Кам Клин страницата, после за тоа ја зборам што сум гледал како артист. Крајм е после мене, мислам дека искочен ликот дека беше од Прилеп, нешто така. Значи, Зашто Срк? Што е значењето? Зашто Срк? Па нема значење, искрено нема значење, значи ете од све тоа што сум гледал низ градов, значи Страјк, ЦК,
НСК, Терк, значи Букви. тие букви Пронаоѓаш. ми беа некако најлесни да ги претворам у некаков си графити стил. Претходно нели детенца со маркер Миле. На комшијата на гаражата па звони он дома као шо ми шкрта овој, знаеш се. Аха, значи Знаеш ја кој е? не треба да бидам да се потпишувам Да Миле, си треба Миле, нешто да да си смислам. И шо сега. И тоа и се после ми скочија некои муабети секогаш расположен кувар, не знам каков, не знам што, не знам Да ти е како. поврзано со професијата Да, исто. ама генерално нема некое значење, него едноставно природно си дојдоа буквите со тоа што пробував одредени скици и тие ми беа наједноставни. Знаеш, Да. сега ти не креираш од тој момент, него гледаш фонтов, леле, лудило, и сега пробуваш ко тоа, нели? Да. Тагови, па... Јас да се да, наврзам скици. малце, ако можеш, дека ја имам малце цртано графити. Сега тие што цртаат стварно графити ќе серат овој што нашол да збори, Што ама цртава? колку толку барем нешто имам разбирање и сакам да кажам и јас си бирав букви. Еве на пример буквата И. Не можеш толку да ја играш. С-то и К-то можеш, и Да, Р-то. и Р-то динамични се И можеш. имаш игра у нив. Да. О-то не можеш баш. А со Знаеш, Р-то, К-то Л, и С-то, брат. например, и Да. О, Така да прво си нашол буквите, си ги нашол, па после значењето да, и знаеш, позадина. тие се некако дизајнот на Да, самата да, буква да, е да. симпл и едноставна и не можеш, мислам, можеш ти да ја манипулираш Ама и да не ја можеш правиш. Полесно С, Да, Р ама и К. С, например, има повеќе агли, сега ти кој ќе навлезеш ваму, таму, лево, десно, знаеш, ќе направиш да Направиш биде своје многу нешто. по... да не биде само С. Значи тоа ти е прв так, не си сменил никогаш од Миле, значи тоа Не, има и после или си не, менјал не, нешто си имал. Прво, значи Миле почна. Само што разрешив миначе една скопска мистерија, што значат буквите СРК и кој е човекот што стои позади нив. Ти му кажа ли Да, што не, работам, господа. брат? Му кажа ли што работам? Ти? Да. Фризер не му кажав, не, зашо Добро, што? фризер ми е само надимак. Јас сум у полиција умовар. Долични карта. Нема го. Абе, А, 15 годините Ија- ловиме бе. Имам- Лична карта одма. Имам германски аут Одма. Ништо, 5 години помината, тоа застарени се сите овие. Прим, вака, почнав Миле. Имав проблеми со тоа. Имав големо влијание од САФ, како музички. Аха, Пред мото додадов с Миле, од Смиле. он смилен, да. Па после тоа имав проблеми со грбот и морав да носам еден корсет пластично да растам право. Не дека пораснав, ама нема врска. И другариве, малциве деца ми викаа Желка. Па Желка едно време со маркер само се подпишав. И више кога сватив дека стварно ова ми е влезено под кожа и сакам да го продолжам, да го работам и да креирам и да правам ствари, тогаш почна Срк и си остана Срк. Може да и можеш да го свадиш како си сркаш. Па да, и Срк као со охрана, као Да, која поврзано и јадеш за чорба, грб. Имаш две нешто поврзаности така. со храна. Чекај, не е Да. среќен на радосен кувар, секогаш радосен кувар? Не, нема значење, едноставно нема, да, значи да, ти да. кажем буквите така, сега ти можеш што сакаш да правиш, не Така е, знам, бе, така е. Скопје радосно крвар или немам појма, човече. Да си измислиш ствари, ама нема нешто као тоа, тоа и тоа значи, ме Сакам разбираш? риба крцкала. Да, или па да. Да, бе, си... Што сакаш? Сакам Сакам да му рски текне. Курви, немам појма да. Оваква, добра. Ајде да се вратиме 90-ти Да, години. да, почетоците, што Кеј- како ти навлева у крвта, брат? Изdoјте на геј? Да, интересно ми беше дзид и нешто насликано на него, нацртано. И уште го памтам, на кеј беше коцки мраз, вака као коцки мраз наредени као пирамида, и доле беше напишено се топам. И знаеш, тоа ми беше се интересно. Фасцинант. Да. Како уметноста се поврзува со јавноста, со улицата. Да, буквално и знам летен распош беше, дали бе второ или спрема трето или трето спрема четврто, не памтам точно. И знам моите беа на работа, јас од точак харав низ Скопјево да графити да гледам онака Да овака пронаоѓаш, да. фасцинантен, Да. сега седиш пред зидов и гледаш, си викаш, тоа е многу јако, и јас сакам да пробам. И истото лето најдов кантичка боја фрлена негде у школски упартение Зографски Ѓура Сале. Мрсна боја, таква сува, гадна, смрдлива, на стинки.
и на тие, како се викаат оние, хангари. Нацртав она Йинг Янг, у доброто има зло, у злото има добро. Така да. И со некои трајболчиња од страна тоа. Оги имаше тату студио у белата зграда кај мене, деца бевме, гледавме скици, вака листавме, знаеш. И усвари тоа мене ми е прв контакт јас и некој си вертикален зид или шо е, нешто да насликам. А пред тоа си цртал, си имал нешто, рече тетрадки основно. Да, нешто. Нешто да. Да. А после тоа средба со вистински графити цртач, некоја прва или кој да спрееви, од кај се взимало тогаш? Спрееви не знам, зимавме. кој да ти покаже како си иде прво Никој не ме покажа. прво боја па контура, сенки како се ставаат. Никој. У тоа време немаше ни интернет, ја бев основно собирав железни парички. Памтам монети, уше ми е тоа, фетиш ми е. Сега у Берлину крупнував железни, имав 8 тегли од Нескафе, многу пари, Браво. 3800 евра. Браво. Многу јако. Собирав железни парички, купив 2 спреја, црни бел, и на основното школа у Ѓуро нацртав као срк, тоа не беше, кузна на што личеше. Може стои уште. И после некое време се сретнав со Кирца Ко. Он Не. беше више као влезен, длабоко активен. И со него цртавме заедно графит и од него ја имам као некоја база попримено, пошто он беше пред мене више у Така да. Искусен цртач. да, у тоа движење, у тоа флоу. И после само ук. После ми искочи интернет, нели, Пак тука било све тешко, гледаш. почетоците биле Да, многу тешки. беа као сега дете си, знаеш, немаш ни пари, собираш железни парички, ти викам, живи радости, купувај спреови, завршуваш се, тргаш, гледаш и вака солза ти, катастрофа, абе, не е вака како наличава, Да. Чекај, имало барем списанија нешто се наоѓало или многу тешко, ништо. Немаше. А тие спрееви не биле како се гашни, тие биле Не, тоа елбои беше лакови, така, аутолак. За коли нешто, аутолакерски. За автомобили, Тие се да. ужасни спрееви. Лак е тоа, брат, Да, тоа е да. вода. Да. Сваѓаш, сега ти немаш осет, например, сега после години имаш осет и од кај да прснеш. Ваква дизна, онаква Колку дизна. брзина да имаш со рака, нели? Сега тоа еш вака прска што тече доле, туше. Па се напењаш, не е како што очекуваш. Па уствари, да. белата не ја покрива, Не покрива, црната, да, па да, сега- да, да. Па сега си сгрешил, не можеш да Не можеш да коригираш, попреш, па да. сега што- Па сега експериментираш, а немаш искуство, што да експериментираш. И така, Добро, тука тука- скици, после тоа тагови и тетрадка, пробуење или? Да, скици Тука зашто многу... на зид ти е тешко, зашто немаш толку спрееви, ама боички имаш. Скици работев, мислам, цртав многу и тагови мене ми било од увек фаворит. Гледаме. Кај да Да. се свртам? Да. Кај Они да се држат се, свртам? Тагови ми биле мене онака, дури ден денес ми се пред графити, не знам, Така? што ми е, да, мене так ми е. Дали имаш у тебе маркер, вака пример, гледаш гаражава и ама лежи тука. У моментов не. Дали си практикуваш да си носиш онака У маркерче у тебе? моментов не, Кога у бил активен, моментов може да. не, али кога бев многу активен, немаше ден да искочам од дома без... Имав 5 ствари да земам со мене. Телефон, цигари, упалјач, клучеви и маркер. Тие ми беа онака искачање и маркери и у тоа време не имаше у Скопје да купиш онака сеа, нели кај Целек идеш ке си купиш маркери какви сакаш, дебели, тенки, Да течат, да не акрилни, течат дрипои ми поe. кромови, вакви такви. Од тоа време другари вака шидеа по грчки, по турски, по напак им нарачаш нешто, по они ќе најдат некој шопче, па ќе донесат живи радости. Или знам, ја кога почињав, кога цртав и ја, не знам ни дали постоеше графити шоп тогаш, 10 години има графити шоп. Ја правев од Squeeze Bottle. Целек отвори шопот. Па 10 кога да правя сега, 11. 2000, не. Не бе, Целек отвори шопот 2010-та, 9-та, 11-та, 100% Добро, ти 15 гарантирам. че има. Ја бев од Црна Гора на работа. Кога го отвори шопот цела? Да. Он го отвори летно време у август, мислам дека. Не сум сигурен, ама мислам 2010-та. Да, тоа е или од 11, голема 15 помош, години. од голема помош на графити сцената, искрено тогаш. Да, предходно 2005
пета или шеста Мако Хемек Да, пак тоа донесе заборев. саботаж, Да, саботаж. спреови грчки, графити спреј, мислам, наменет беше само за фасада. Ама пак било подобро од бојлакој. У секој случај. секој И они случај. имаш избори на Дизни и на сите тие ствари и Тоа беше укисала Знаеш што е вода Дизна? продавницата. Знаеш што е Дизна? Знам бе брат, имам цртано ја графити. Ека, Жими себе брат. Само Како си се тагирал? Па како ми дојде брат, немав некој мој таг. Не. Туку така шкртавме у кисела Новолисиче. вода имаше Мако Хемек и во Влаја. Од кисела вода имаме зимано саботажи. Чешма мислам дека. И брат. тоа Таму кај Чешма, стара Чешма, да. од постарите некои од Новолисиче беа Хорсер. Доста актуелен из Да, Новолисиче. Да, го памтам и него. кој беше Нешто со глума, мислам дека тоа. Хорсер, кој беше друг од Новолисиче така доста актуелен што цртава? Ја не Небитно. можам И тука ние да знам. копелјаци брат од клас другарчињи ги гледаш. Они се пошто ја бев доселен таму. Они се знаеа веќе растени кај нив умало и ги гледа ово. И ја тогаш прв пат со нив и Да, чекај да. спрееви, ваков таков па саботажи. Па идевме таму Дупка, ако знаеш кај е Новолисиче. Тоа беше сега реновирано. Константионче. Да, беше баш Дупка порано и беше онака цело што графити исцртано. И идевме и спрееви фрно доли и бараш некој што има малце барем боја и пробуваш на зид, да. И Смило ја радост и кефој. мал Види, ја да сусрет се со тоа. надоврзам на ова, искрено, можеби тој период, ние која збориш, ти која си имал прв сусрет и ја, многу има графити навлезено на секој машко искрено, нема некој што нема цртано графит, брат, барем у тетрадка. Брат, како Да, фаза бе, во ја живот. Значи општ, да, како фаза. да. И цртачеви, и татуартисти, и било кој. Кој ќе Да. Така е, значи, ама сакам да ти кажам и со графити шопот, графити као момент има навлезено, имаш цртан графити? Гледаш? Значи, брат, општо се проширило таа култура, експанзија огромна доживува тогаш. Сега е можда сигурно падна дома ќе зборувам Ја ти после за тоа. цртавме пред 2 години, ти текнува кисела вода. Кај гаражите. Да, кога не прашаа дечките не имате нешто да пријавите? Не знам. Или како. Не беше. Цртаме позади куќа кај тебе тука. Ти текнува? Па и он беше бе брат. Не беше он бе брат, сами бевме јајти. Можно. Нешто можно. шкрткавме се Да. забав. Чекај, јас сакам да те прашам дали имаш правено маркер, кога немало маркери од такво за чевли станав внатре боја Не, туш. тоа после Ја го имам правев. Тоа после го правев од кога виши скочија маркери. И после се знаеш си правиш сам. Го знаеш После- принципот и тоа да. Да, ја ептен експериментирав, дури еднаш направив експлозија дома. Како од спреј што тоа е притисок Не, уствари, да? не знам што, и направив хемиска реакција. Брат. Да, ептен бев, она као. Абе имате правено со топче од пинг-понг димна бомба. Да. И со ние крај кречињата од шибица, од кибрите. Преак. Не знам што направив, измешав некој бој, го измучкав, златно знам дека беше со нешто, го измучкав, го отворив и она као баш Па пукна. Кувар си брат. Ое, си мешал со Па јеби стојки. га, знам она као беше златен цел регал, ја бев златен, сваќаш зидо златен, сваќаш и да, беше така моце. Искуство Заебано, нешто. да, али искуство плюс е, тоа е. Какво било Скопје тогаш? Ја спомнавме малце, ама сцената, ја почнувате да градите тогаш уствари. Сцената е Можеш више да изградена, кажеш- не ја градам ја сцената. Не можам ја да кажам дека ја градам сцената. Ама ја можам да кажам дека имаш можда и највише графити у Скопје ти направено. Дали имам или неам, могуче да, али ја не сум тој што ја гради Така, сцената. добро, сама по себе се гради, ама се зголемува еве Сцената е интересот. више изградена. Да. Ја имам многу големо влијание од сите тие луѓе што пред мене цртале, значи Ифо е постар од мене, Страйк е Да. постар од, значи тоа се луѓе 5-6 години постари од мене, значи Чекори Добро. пред мене. Тука сте Джесе пак е генерација. исто постар од мене. Огнен имаш еден лик од Ѓорче, Спирит мислам дека се потпишуваше, не сум сигурен. Он имаше Ама тоа на две раце се бојат, пак не сте биле многу, брат. Не сум бил јас со нив, Да, да. значи они беа пред мене, јас што сум тоа гледал го од нив, значи разјаснивме, да. Давор НСК е постар од мене и значи ја после дојам, Целе е постар од мене, ме разбираш? Целе тогаш БН беше или не? Бане, Виктор После го сме. Че, Стенс, Да. исто, значи тоа се дечки луѓе Да, што сенс, се да. А ПСЖ?
Сега се посажа, брат. Да? Сега се пред некоја година Постари се... од мене и што имаат... Мислам сега, пак се доста уиграва, Што ама доста не се време 90 Скопје и гледа, некоја. окей, доста окей, се ама- активни. Јеса луѓе што имаат, што се постари од мене, што се Така, пред така. мене и што имаат Не. големо влијание врз мене. Не, сакав да кажам како дали еве расту се на тој период дружби или еве да речеме кога кажуваш еве дома што си направил, мораш да го објасниш тоа што е графит. Да, Значи ви тогаш ти кога си почел и тие 10 души што биле, не знаеле толку како наша генерација, што знаеле што е графит. Значи Така, пак да. вие сте морале да објасните што е тоа и таа Точно, цена точно. заедно со тебе растела, брат. Не дека ти си измислил да, или јасно, сакав растела, да кажам имам ти си у тој почетен раст. Имам придонес ја доста Сега, придонес имам убаво, за нескромно, брат. Ми се допаѓа кога е скромен, брат. за графити сцена. Така. Особено тие почетоци, еве кој ќе си кажал на тие блиските, не Јас знам. почнав активно, значи сериозно на као ептен да ми влага она у душа под кожа 2003-2004 година. Тогаш и почна да се носат спреови у Мако Хемик Саботаж, беа 150 денари, завршував средно, почнував на факултет, во Веле студирав. Пак се многу 150 денари, треба 5 бои да земаш. Да, пак. Така. и патував. Затоа Скопје, Веле се пола, Велес. Веле се шкртам. Да. Баш примети кој ќе Патував- слем пат на влез у Веле сега. Па не верувам дека уште Престојат. стојат. Така? Да, брат. Патував Скопје, Велес. Тоа е културно наследство, значи кога и да видите графит црк, не смеете да го пипнете ни со точка, како е објаснам. И знаеш, моите ми дава пари, немаше слободна карта или нешто, морав да идам на предавање, нели? И се они кидат на работа, ќе ми дадат 300-400 денари за воз, за автобус. А ти уствари нас превите. За јадење, моите која беа дома, морав да идам на предавање во Велес, иде во ДОС, имаше читална во Зел, спиев таму и после се враќав во Мако Хемик се купував спрева. Не идав на факултет и затоа имав пари и бев толку активен. Зашто си тргал од друга, да. Да, графити е скупо хоби. Така е, и сега, и да не патуваш, да. Како не. Да, и Ама меракот на крај кога ќе видиш што се направи. 2006 или 2007 се запознавам со Руки. Што е во Лондон моментално? Да, она Руки Чуки. црташе. Она ме запознава со Ивица, со Джес 83. И Ивица ми дава толку голем ветерогрб. Она као ми дава координати, све А што ни треба како. како артисти зборевме Да. кога тогаш И некогаш. после одредено време ми отвара галерија на Кам Клин. И тука мене ми беше тоа престиж, ме разбираш, со сите овие луѓе претходно што ги спомнав, постари артисти, што им беа таму галерии со графити нивни и Сега си ја тука, да. рамо до нив, мене ми беше тоа окей, го стигнав врва. Во тоа време. Така? Да, мене. А Кам Клин, која, со Драшки ама зборен заборев, која креирал таа страна? Ивица Джес 83, он ја имаше креирана и он ја одржуваше и после не знам. Вие не ја знаете таа Ја страна? знам. Ја знаеш? Па ти си бил ептен у графити, човече. Така. Ако не изгледам така, А? брат. Ако сум фризер. Ти ја знаеш страна? Ако сум джандар. Чекај, таа страна уствари се направила за таа цел да се промовира Да, графити. Зашто да. Facebook имало тоаш не баш. Не, MySpace имаше. MySpace, тоа ама High пак тоа five, било бро. наменето само за High five, тоа. така. Не, camclean.com.mk беше веб страница за промоција на Графити сцената, македонски да. графити и македонски графити артисти. Така. И све што е изработено тука, доаѓа и странци, нели, црта, ке ти Аха, пише некој... Скопје, да, е Македонија, и сега да. ти ке фотографираш и се објавува. Црк со не знам си кој, Германија. Ме разбираш? Цртове Ама и сам си таму. аплодираш, или? Не. Му праќаш на Ти джез? му праќаш на Ивица, на Джес му праќаш фотографии Аха, на така, мейл од така, твој така. графити и он како админ, како собственик, Така, како така, креатор на таа веб страница, он одлучува Дали? кој ќе ги избере и беше многу коректен, исто враќаше на мейл као слушај овој графит као не ги исполнува стандардите или не е значи доволно сепак имало стандарди? квалитетна фотографијата или Аха, такви ствари. да, Сега, да, и дека ги имаше тие стандарди,
Страницата изгледаше многу добро, многу добро. Да. За тоа време беше фасцинантна, многу добро. Мислиш дека Два тоа е графити джема имаше таа страница. тоа е пикот на графити мислам сцената, дека мислиш, у Македонија? За мене да. Мислам, зенитот За баш. мене да. И мислам дека таа А вака објективно кога гледаш, еве не за тебе, не знам колку пратиш у Македонија. што? Дали тоа било, еве Па се у мислам Куманово дека- се случува више неколку години поред Ние графити. збориме за 20 години после тоа. Од Camp Clean, сваѓаш? Да. Ја мислам дека врвот као Револуцијата, на баш, графитите баш. се деси Тогаш. од кога Мако Хеме ги донесе спреовија од Грција и Camp Clean која беше активна. И после Бе, знаеш како е, брат? шлагот на јаготката на шлагот целе 2010. Целе, да. Тогаш И- исписанија, знам ја од кај целе зима стайл файл така. Целе имаше мало дуканче, ама многу Полно добро со опремено, душа и со многу срце, добро, да, пуно. со Од свашт, списанија, со дуксери, магазини, со бермуди, брат. гардероба, со спреови, со Да, Дизни, да, со да. различни маркери, со све, свегаш Да. и беше одлично. За жал, Малецко, ама супер за жал му беше викаме стокнено. беше, брат. Тоа е да. моментот, знаеш, со овие работи е up and down цело време. Мгм. Еве со скейтери во Свиле пред некој време се вика у моментов се 5 скейтери. Да, знам има. У август ќе бидат 55. А пред 20 генерацијата Да. и на страйк и оне може да од првите. Да. Тоа е, за жал таа урбана култура Па, може би не се Марче, почитува сега толку. Тоа е осамостојување на Македонија више се почнува кон тоа. Не знам, марихуаната кај елемент. Таа ми Мгм. било од увек, тоа е стар графит, тоа е многу стар графит. Кој? Марихуаната кај пролазот, кај елемент диско што беше сега што е Брат, не знам кој елемент диско, од која година збориш ти ова? па помлад. 27 јам, брат. Кај она ВМРО што им е тоа големата зграда. Добро, да, окей. Кај... Министерство А, у средина марихуаната графито од пистолери има таму спот снимано. Е, па за Абе, прете со зборам. конеш Тоа е имаше... многу стар графито тоа. Да. Лик нешто имаше марихуаната или не? Имаше, као Лик, лик беше лик. марихуана, Да, карактерче, Го марихуана видов да, пред да. некој ден го видов, и брат. многу ми е мило што Уште значи стои. таа е сигурно 25 години, може и повеќе на А оној цртана. графитот, брат, И како, извини, како го кречат зидот и остава. Да, знаеш, да, тоа- Тоа да. мене ми е многу јако, она ми Да. е супер. Да. Оној графитот пред парк, пред школка на Илинденска, од лева страна има нешто урбан плав, стар графите. Урбан Habits Тоа е- Crew, тие, Многу стар графито тој, тие брат. беа момци, Ама стоја, сакам да кажам, ети Е, тој е па еден јас- од тие што стои. тие беа Ниджо и Спирт. Спирит раперот и спотот на Спирит го има Да, графитот. они беа Спирит. Добро. Они беа екипа Urban Habits Crew, мислам дека беа само они двајца, Ниджо и Спирт. И Ниджо у тоа време, не знам шо пресеа тој лик. Спирит е на академија има за Не за тој Ниджо, дизајн. за Ниджо другиот не знам, зборам, Ниджо не он знам. беше исто фанатик за тагови. Он беше исто го имаше преплавено Скопје. За тагови зборам. така. Да, и тој графити исто легендарен. М. Мислам ја некам да селектирам сега кој шо како него Тебе така, едноставно ти објективно си зборувам. приметил некој да ти стои имаш 20 плюс графит што ти стои, си приметил кога сега доаѓаш у Скопје? Па има нешто. Има нешто брате, стои. има. Баш со Стрек се шетав пред некој месец и он си вида негде кај у центар исто стар 20 години графит на некој Има, лим што го прав, си има, израдува има. човекот, си го сликна. Да, има некој. Убаво ти е да иш така дека Има си некој парчиња го издржало што времето. се избледени, што стојат, што више зидот си изронил, али си стојат таму. А што мислиш за моментот кавер ап у тетовирање, не знам како беше у графити. Што како е? Кавер ап у тетовирање, ама у графити како беше? Што е Која те cover-up? кроснал некој. Аха, Па не сум имал ја. такви ситуации некои Не, што па мисли не. знам дека смееш у наводници да покриеш так со тролап, да покриеш тролап Даде, со си пис. има Така. некој правила Редослед, да. што ние као луѓе као што цртаме графити,
Си ги Што си почитува. ги почитуваме, да. Крај крајва мала бројка на луѓе И се се и знае. сите се знаеме, крај крајва ако Зашто знам дека имало бифови, сега ќе ми текне на еден, ајде валјда нема се науда дека ќе ги спомнам. Поминато е доста време, цели имаше со БСК, ти текно се покриваат со да, време. имаше, да, цели имаше, Со цели БСК. имаше. Ондека у кисела вода кај теренчето. Да, кај Да. Вембле. Вембли, да. Да, таму имаше дис. Мене ми беше тоа интересно да го гледам, да го пратам. Едно време, ова е многу одамна, човече, пред 20 и кусур години, ИФО имаше некакви несогласувања со Кирца, со Иле ПСЦ, у тоа време Позитив Скейт Кру. Да. Тоа е дел од културата, што? Да. Што друго, не знам. Ја Ти не с- сум имал нешто, некој да ме пришкрта, да Па ми тоа, искроса. Тоа ми текна на зборат. Не сум требаше имал време, нешто. Добро е такво. како би реагирал некој да ти искроса, некој Па не е убаво, не е брат, убаво. сега, знаеш, го работиш тоа, Да. го твориш, го гоставаш се, Особено со Зашто политички на пароли тоа? или нешто такво. тоа си е баш. Тоа е глупост или да го пропаста, знам. Тоа имало, не, такви Па сум такви имал, ствари, такви знам сум Блаже имал. ово ГТЦ доле што е портретот му го знаеш? Мгм. Нешто му го има искросено, лупам пишано името Петар на фацата на жената, Па- он што се мачал цел ден да прави. Па Тоа се тоа, не, глупости, тоа нонсенс, такви тоа е. имало, ја мислев ме праше А и за тоа те прашам се, надоврзав артист се. со артист, И не, тоа мислев, али и тоа мислев. вакви Тоа е- Бранко е педер, Да. гласа и за Љупчо, да, тоа го Дали има, тоа се или- графити? или Дали тоа е навивач- графит? Бранко е Петар, дали може Па е смету графит? графит, тоа е графити порака, парола, е графит. Така е. Графит е све што е Да, на цит да, нацртано, да. напишано, немам појма да. А, Бе, графити се најстара уметност. Така бе, да, мурали спаѓаат у графити или посебно не се мешаат тие два термини? Па сега не знам, нели со модерниве ствари све е графит, стрит арт, мурал. Мурал е нели големо кога е огромно над зид. Графит си е, не знам, графит. А може и голем графит да биде? Па може, бе, Урбанова па е голем графит. сега- На цека графитот кај Горки е огромен, да. а е графит. Сега шо е тоа, Шо е графит тоа? или мурал? И тој стои, тој е стар графит, Тој исто, стои да многу денеска стар графит. проедов. Кој ќе Он предходно покреде? имаше друг. Имаше тоа? Долг Силвер, Да. па го искречија и М. натим направи поголем. Браво. Фак, Борјан или јас? Што мислиш еве за кога збориме за цртање? Доста стана актуелно пред неколку години навивачкиве групи да се Промовираат преку промовираат графити. и малата да си ги бележат со групата Со нивни, што да. е вакво. Што Ме- мислиш за тоа, пошто мене мислам ми е дека окей. многу вложува и сериозно како добри сериозни графити цртачи имаше, имаат, да. Мене лично ми е окей затоа што јас сум дел од таа навивачка субкултура сцена. Не толку активен како порано, сум идел по надпревари по такмици, али мене ми е окей. Мене ми е окей. Само пак да се придржува и да се почитува тој момент сега. Окей, ако има црква, сега не мора да биде комити Или евентуално City прашај. Park Boys или Планираме да Прашај, цртаме. Да. Дали ќе ти пречи ако го покриеме за нешто? Ама мислам дека и они више тоа го разбираат и не е она као ние сме појаки момци ќе се тепаме или нешто такво, него си има пак некој респект, барем тоа е мој личен став и моје лично искуство, се може би има нешто као покриено, али окей ми е мене тоа, окей ми е, да. Да, добра работа. Имаше уште мислам дека стои на Кеј аеродром, не знам колку метри Да, до комите, новиот комите? 26 метри мислам дека Поголемо имаше. од овој новиот Поише комите? цела песна, брат, цела песна да, од да. на цел зид оној што е, знаеш онако камен што е вакво. Да, бе, да. Цела песна, брат, гледаш вако далеку, ја читаш цела песна напишана. Ми текна бе Кај готово. Золошка исто И комите има нели комите, направено нели, тој е- Не, цел тој мислев зид. за новиот комити кај на Лимов што се направи на булеварот на дека како се кај како се каже у пичко матер. Маци кај работаш? Ќе скратиме малцава. Маци. Страйк беше на тој графит. кај Знаеш колкав графит е тој брат? Како да опишам кај е местото? кај десна страна? Кај Палас, Кај- кај ТЦ Плаза. Кај ТЦЦ плаза. Тој мислам поголем брат. Не знам за кај збориш таму графит, брат. На Лимот, добро, небитно. Нема веќе. Зграда се гради и има Лим. Цело Лиме. Не знаеш колкав е брат. Така? Не сум го Поголем видел од тоа. 25 Не сум метри го видел 100%. тоа. Да. Огромен. Да, добро, значи спаѓа у графити и тоа што. Да бе, Кој тука се поврзува
Дали утра е сцената со... комити запад или е срк или е Да, си кажа дека и политичка парола може да е графит. Тоа е сега. Има Дали графитите интересни се уметност според тебе? Па се Може да уметност. бидат. Не може графит парола да биде уметност. Брат, можеш со било кој медиум да направиш уметност. Така е. Има луѓе со влакна и шишуни од коса, Што е брат. уметност? Што е уметност? Што е Црта кунст? Не разбираш, тоа е Малце исто германски. деликатно. Која е твоја дефиниција за уметност? Не знам сега, не ме. Знаеш дека нема дефиниција за Па уметност? Не затоа, постои. ја брат. не знам. Секој има различно толкување на тоа. Секој на свој начин си ги сваќа стварите. Има една моја омилена, не знам дали Може имам на тета уметност за Тец некој Боренова. Кабелов како е на микрофонов. Има едно моje најблиско до сваќањето исто моje. Баш слушав на еден подкаст кај што е Антонио Рангеловиќ го збори тоа. Вика уметноста е кога забавата кога интелигенцијата се забавува. Да, бе, Држи тоа вода, е, така? Држи вода. Дека едното без другото не иде. Па не иде, Уметност да. без интелигенција, зборам барем да има поента што е, не е тоа, а само интелигенција без забава да вметнеш у тоа, не збориме за ликовна уметност, збориме за секоја уметност. Збориме за поента, За музика, за се. Да збориме држи вода, брат. искрено и реално. Кога ќе видиш графит до 3-4 бои, што е тоа? Нема поента? Не, па Не знам. до Мене ми е убаво затоа што ама не, зборам Јас се некој литковен представувам критичар како да тоа. седне и да ни паламуди дали е уметност или не е уметност, они ќе се фатат за тоа, ќе се фатат за поента, така да на па крајот е од денот уметност, бе, може брат, би не убаво треба. изгледа. Што знам се, Така што е е. уметност за те? Ми чорапиве на него изгледа добро. Ама си што го да? размислил, си го осетил, пак е тоа интелигенцијата се забавува. Да. Пак држи вода, тоа највише може. Си размислил, си Да, креирал, да, си да. творел, си размислувал со кој бој ќе Така играеш е, бе, на брат. каковци. Овде омилени две како- комбинации без црна и бела да треба да избереш преви сега од кај цела. Две бои. Silver и something. Немам Ајде. појма. Црна. Не сме на црна? Не, црна и бела се контури и хайлайт. Црвена е. Silver Силвер и црвена? Ти, Марче? Таа комбинација. Да. Или тегаат. Темно љилјако и светло љилјако. Индиго. Се шалам, не знам брат, сите ги сакам. Али Silver Ајде ќе бордо и си жута е некоја супер. некај. Може да Silver не. хром. Замерах. Тоа е тоа, брат. Имаш Да. ли некоја омилена локација у Скопје? Што ти бил или тоа може да се рече омилена дешавка. Па омилена локација Сукоп некој. не сум Со имал. колегите. Кај не знам, Зидов, пичко матер испадна. Не графитов, туку графитов на Зидов. Па Локацијски. Дали на конјот која црташе на Александра Македонија? Се шалам. не, Дали таа те омилена локација? не, Питу Гули ми е појако. Не сум имал такви. Јас сум сакал Или имаш желба на некоја локација? Не, ја Сакаш да идеме сега? од увек сум сакал адреналин, тој адреналин да го почувствувам. И Да, за да да. стигнам до тоа, сум морам да се изложам себе си на ризик. На ризик, така. Генерално поголем процент од моите графити се нацртани на многу паблик места, пролазни места, на ударни улици, на ударни булевари. Знаеш ти дека го црташ тоа, дека си У на елемент. раскрсница, да, некаде, знаеш, ја осеќаш тензијата од градот, од коли, свираат, шо Значи правиш, тоа ти како прави правиш. убаво да ти е. Тоа мене ми убаво. Нема да ти е, еве да речеме да ставиме на вага, ризична ситуација, иста локација, или сосема чил ситуација која што е легално, а иста локација. Различно. Би ја одбрал оваа ризична Различно за целиот филинг да... не. Може ли сокче брат да ми дадеш? Мислам дека он да извини. И различно е како се осеќаш у моментот. Па некојаш ти е сосема окей да идеш и на лавало. А си бирал ли време, пример, навечер да е 3 сат кога спијат сите или така? Да, навечер. Имаш ти сок? Имам сок. Пош усред бил ден. Проблем. Имав, да, јас генерално навечер ги работам стварите. Го прекина човекот 4 пати. Добро, навечер Не, си ги добро, прави окей. стварите. Тоа е филингот. Навечер е јако. Ајде тоа. Бананата со белиот зид. Со Платното?
Дали е уметност, уметност? Со тракана. Која е уметноста тоа, брат? Уметност е човекот што го направил тоа има позадина. Има една друга дефиниција за уметност, што ја слушав на академија кај мене, дека се што уметникот ќе каже дека уметност, тоа е уметност. Зависи колку си тежок, брат. Ама не, Како- знаеш, Он го стел, тоа има уметник, поента, легендата си ја имаш прочитано доле Ја испод немам, тоа, брат, не ме интересира, брат, тоа не е за мене уметност. Не, тоа си викаш можам и јас. Не ти ги она правилата на може би уметничко јас, дело. зашо не си Ама на е страна ново, правилата. ама е ново, различно, има поента. Пак се сведува на тоа поента, зашто, како? Па не, за Остајте. мене ми немаат, лично мене ми немаат поента многу видеа Ама што се више, у денешно брату- време што наредил 6 кофи, брат, ја дупнал долната, тече пешокот, А, па ја вие. ти, ајде, аплауз, брат. Категории на уметност Така е. и тоа спаѓа у модерна современа Така е, уметност. инсталација. И сега за одредени луѓе што не се толку во уметност, Ова ќе им е биде као, нонсенс. му падна Да, кофата брат. со песокот, овој Да. сред музеј, ме разбираш? Или имаше, значи кога ова го јавам може да зборено, кога уметноста сликарството умре, што ако не се наслика новата Мона Лиза, брат? So what? Писоарот на Дешам, не знам дали го имате видено, ти можеш да знаеш. Она, он тогаш со тоа дело им си има помочено, извинете на израз, на сите уметници, има кажано сега ова е уметност, од денес и стварно бил уметност и ден денес е вреднува. Машки писоар изложил и се потпишал само. Да, бе, да. Тоа е Толку уметност. И ден денес кој да прашаш историчари, ликови, уметник ќе ти каже да тоа е Абе, уметност. сега и тоа се бара, еве, например, ја у Берлин живеам и идам по изложби, по музеи, по такви да. ствари. Значи, тоа е она таква, као Да, шо ако насликаш, брат? Добро, Берлин е малце underground, така. Па, Контроверзен град. underground, ама сепак е еден од поголемите Да, уметнички метрополи. европски градови, Да. што Ко презентира и промовира модерна и Европски современа уметност. Ме разбираш, има многу забегани ствари. Вака го гледаш и си викаш како ова не е ништо, ама сега кога ќе прочиташ што, Тоа, како е тоа, поентата, тоа. она кој ќе подразмислиш малце, кога ќе пробаш да го сватиш ликот што го направил тоа што не е ништо, а е нешто. што го знаеш, поттикнало? Она има смисла. И ја кога упишав академија прва година, ја истото ми се го имав како тема. Више као брат, ние го премава секој ден. Океј, Затоа не да. го сваќаш. Ма више као Имаше еден тип у таков музеј како што е нели современа уметност, ја соблекол патиката, брат, и буквално се снима знам, човекот. да, Патиката и снима, брат, и да стануваат ја гледат патика, брат, ко демек разбираме ние, ова е арт, брат. па го што. Тестирал да. Чекава малце. Знаеш, и извини, и она као више не се знае што да се направи Да, ново да. и луѓето више прават тотално безсмислени ствари, као да биде иновативно или нешто така. Се врзуваат еден со друг и со истата рака кој како повлечеш крало. Да, и тоа. На крај кој ќе искочи тоа пак некој си абстрактно дело или нешто такво и сега моментот некако го искреирале. На изложба бев вака платно огромно, значи онакво као човече карактерче, ко детенце нацртано. И вака го гледам, викам, и шо е, викам се, и сега ликот шо направил. Пази го моментов. Зид го закачал платното, обесил љуљашка, се качал на љуљашката, има четка у рука, се љуља, се враќа, брца боја, пак се љуља, око црта. Топ. Пак се враќа друго. Мене ми се свиѓа Значи многу. константно, ме разбираш? И он е од движење на Многу љуљашка, добро. а истовремено креира. И сега ти кој ќе го видиш вака, а не ја знаеш поентата, Да, ти вика по ој син ми ќе она. да. И детенце малецко, Да, се, да. ама нема му текнал, окей, ја вака ќе го направам. Знаеш, и сега кој ќе го видиш тоа видео, изгледа супер интересно. Тоа Поразлично. Она ти е као, најс. Тоа да. Мене ми браво. текнува сега, ајде ќе спомнам уште две-три ситуации па ќе се вратиме на ова, е Марина Абрамовиќ. Она има можда најпопуларна женска жена уметница у светов ever. Она има како стана ми само напозната со едно сега вистинските уметници што студираат тоа, може ќе сгрешам негде, парафразирам. Од прилика ќе го наметнам ова. Она има изложба направена, мислам перформанс, кај што на маса ваква оставила на масата ножици, скалпер, нож, пиштол и фини работи, као чешел, лупам, не знам. Да. И она се соблака гола, брат. И има
потпишуваат вајде или нешто. Сите што ќе дојдат посетители на изложбата имаат право со било кој од овие што сакаат да ја прават. Леле, со нож брцање. Што сакаат да ја прават? Пиштолот е тука репетиран, брат. На крајот завршува изложбата со на цела испосечена, ама не убиена, не е умрена. Фала Богу, нормално. Ама пак тоа е уметност, брат. Добро, некој од наши од Балкана таму. Еј, што е ова пиштолј? Многу те убите. Пау. Чекај, имаше две ствари. На академија ми кажува, не знам никој уметник од ништо. Прави изложба, мора да ги спомнам, интереси се ја. Прави изложба, прави евент, значи таму и таму, толку и толку сат. Стајал на вратата, лист кај што пишува, вратата е заклучена. И сите седат надвор, брат. Завршува, сите сидат дома, разочарани, и уметников објавува на крај од, не знам, пост или нешто било што. Не беше вратата заклучена, тоа беше изложбата, перформансот, вие надвор, вашата реакција, што ќе имате бунтот ваш, тоа беше изложбата. Како си поминавте на изложбата? Дали ви беше фирма? И сега ти идеш таму, очекуваш нешто и го гледаш ова се враќам за 5 минути. Ти си изложбата, ти ја правиш изложбата, брат. Абе добро, се додека нешто ќе ти разбуди некоја емоција, за мене тоа е уметност. Додека ти буди емоција, ако не ти буди емоција, брат, што знам. Колку емоции имам ја разводено, колку сум критикуван. И ти ќе збориме и за сликање, маце. Првши пат кога се видов со тебе во Берлин, доста беше и со сликарство, платна акција. Не знам дали си уште. Па тоа ми е. Сакаш сега да збориме за тоа, ама чекам, графити туша малце. Зборавме, сакав со тој мојот преска се надоврзуваме на следното прашање, а следното е дали некогаш си имал, ако сакаш да збориш, си имал проблеми со полиција или институции поради графити? 2 пати. Каде ти текнува, кај те фатиле, кај точно? 2 пати имав, еднаш ка се враќав пешки од кај сестра ми, она живее во Лисича. Цртав од Лисича, нели, вака вртиш лево, на кај Уси идеш и тука е оној надважњакот. Имаше 3 стуба. И на сите, на 3 стуба по една буква СРК и навечер беше. И го фотографирам со накво малецко апаратче. Старина, да, малина, да. Со блиц, штрк, пуф, вака светно све, бам. И застанува кола. Шо правиш бе? И алфаш. Шо правиш бе? Ти викам ништо, викам. Гофидов, да го сликам, викам зидов стубови. А шо е со ступ? Па викам, еве не, нацртано е, викам, интересно ми е да го сликнам. Аха, а шо имаш во ранесот? Дезодоранција. Многу прашуваш. А шо, а ти го црташ шо? Аха, и што значи, како значи? Среќен радосен куар, секој што да се куар. Едниот ми го зема бројот, телефонски број ми зема. За му нацрташ графит. После одредено време ми се јави да му цртам нешто на гаражата. Ама не искочи ништо. Значи немало проблем. Да, ама не искочи ништо, среќа. А втор пат бевме јас, Мачка, Драж и Руки на Јужен булевар. Мислам дека Драж се збореше причава. Мачка не црташе. На подкаст. Мачка не црташе, беше едни снегови, една зима, камен, кој што памтам. И Мачка не црташе, цртавме ја, Руки и Драж. И дојде Марица. Джандари, шо правите, како правите, лични карти, не ги зема бојта. И ни стигна писма и ја и Драж моравме да извршуваме општо корисна работа. Една недела или 10 дена во Карпуш, мислам дека бевме. Задачата ни беше да се шетаме низ Карпуш. Пази колку е мрднат ова човеч. Се шеташ низ Карпуш и да запишеш на која улица, на кој континер му фали тркалце или тоа е страш прашање. Слушај, зошто заврши кај Шлео во комунално да брои континери, им фала тркалца, дали памти барем еден од вицовите што ви кажува вработените комуналец? Не памтам еден од вицовите. Не знам, нешто беше со пчели ке ти скасаат главата, тоа ќе ти направат. До континери? Годека ги броите? Па не знам, нешто, тој на татко ми беше пријател таму, не знам, шо и не заебаваше, не дупеше. И со дебелиот се шетавме, она као са бајле у 7 се наоѓаме, ладно беше, зимно време, памтам. И толку бевме накурчени, а од друга страна и моравме тоа да го направиме, пошто не кевме да имаме некои проблеми со систем законски.
И плюс шкртавме. Вака, на тој контейнер му фали тркалце, ама му фалат и така. Бам, такче. Бам, графити, ајде преку ден. Да, тие две ситуации сум ги имал со... Чек, имам уште едно драж. Балдо еднаш ка ми кажа дека ме барале некој алфаши, нешто као кој е срк, шо е срк. И толку, ама не сум имал нешто... Код дете, еден чачи имаше джандар тука у Кисела вода, он ме знаеше 2-3 пати ми имаше приведено, ама онака као. Последнашка, најдов спреј кај чичко ми у гаража, го украдов. И отидов се потпишав Миле и викам зашо не ги потпишам сите другари 30 имиња. И сите 30 ајде у станица, сваѓаш. Преако. И ја кажав, ја го направив таму, И после тоа за секој графити што се дешаваме, вика у станица, ама онака како. Ништо, ама не сум имал нешто. Добро, не си имал екстремни ситуации. Сериозни проблеми, нешто да... Мислам дека Драш има поише ситуации јадено. На Драш еднашка, мислам дека му дошле джандари, она као... Дошле джандари, брат ми ви како да направив убиство. Да, збореш. Сваѓаш, она као дефендери, алфаши, сите... Цртам, вика, се вртам, вика, армија, вика, полиција, вика, ми дојде. А ја не сум имал, помудар сум у пичка. Сажа ти да заматиме фацата и гласот да ти го смениме за... Сакаш стварно? Подкастов? Не, не, таму. Бенкси? Не, бе, таму. Овакво, чекай, дали ова исто поврзано, може да си заборел нешто, има уште едно прашање од Драш. Вика, како си поминал кога сте биле викендот во Стоби и Кавадарци? Како што? Како си поминал кога сте биле викендот во Стоби и Кавадарци? Тоа е луѓе... Не е со полиција порзано, друго е нешто? Не е со полиција. Ајде, тоа е легендарно патување. Баже во Кавадарци. Да. Баже Немлес, нем. Во Кавадарци, на кани на гости. Идеме ја Драш и Боро, наш другар, да не снима. Да правите видео контент за YouTube. Видео. Тоа е хаос, човече. Натаму, на пут, ја возам, правиме сообраќајка. Да, немаше жртви, немаше ништо, го искршив пола пунта. Нешто не знам што се деси, тука се скокна, ја радио, немам појма. Вака, идеме, колава скокна, почна да се врти, со ГП какнавме у банкина, пепел. Стигаме и тука нешто застанаа камиони, као дај трнете се од путкеве собере некој на таа најбрзата лента. И доја баже на бензинска, не собира, колава е 20 движи. Да извлечка да на страна. Не бе, возиме со неа. Си возите да, со неа? полека. Таа позади гумата десно фаќа, набра некој. Крш, нема, гепекот нема, зровен беше. Стигаме у Кавадарци, травматизирани. И вака се гледаме со дебелиот и викам, брат, шо е тоа, здрави, живи сме сите, не знам. И еве го, што се деси. Дебелиот е Драш. Дебелиот е Драш, да. Чисто да појасниме. Поздрав до Драш. Поздрав до Драш и до нем. Свиња моја златна. И тоа ќе прави првата тетоважа. Ти, чекај, ти ја тетовира. тетовираш? Или твојата прва е на тебе? На мене. Ајде да го поврземе муабетот конечно и Да. со тетовирање. Баже, Да не јадат гол на хетерите. Баже ме тетовира, тоа е моја прва тетоважа, тука графит се река, имам. Таа ми е прва и стигаме, значи, преку ден таму. Истравматизирани, нормално, нели, собраќајна несреќа како имаме. не. Бажа не смирува, све тука, све окей, се стабилизираме и идеме по ручекта. Идеме у кафана и уште по стрес и викам, Драш ме вика, свињо не пиеме. Викам не пиеме, викам дај, викам да изгураме. И дојде кон ова здраво, повелет една голема шопска и бокал чараки. И почнавме. Бачаво. Тука, значи, тоа Така, беше почти. 6-7, Уште една. кафана, љокање. Бевме во некој клуб, баже не однесе. Го затворивме клубов до Сабајле, почнавме со дебелиот, вака да собираме пијачки од конопоите. Значи, прање, пепел, тоа е легендарно, тоа е
Fear Loathing in Кавадарци. Баш. А сте отишле за снимање графит? Да. На крај испадна ма тоа барам. Тоа беше Се снимиле на крај? тоа беше, мислам дека Боро ги има уште тие видеа со драж, се тепаме, папучи, пробува са бајлето, на чорба идеме, уште ракија се пие, хаос. Тоа е животот, тоа е лајфстајлот, брат, Да, што? тоа беше доста. Така е, Утре што? дента станавме такви, идеме да цртаме нешто. Наспани, расположени. Свежи. Абе, кој е свежи, кој наспани, кој расположен. Да, циркози беше тоа. Ама јеби га. Кажи ми, дали гледаш разлика, нормално е има, ама која е разликата помеѓу графити сцената Скопје и Берлин? Лично од твоја перспектива. Дали има цртање таму? Црташе ли таму? Знам поретко, ама се знao да фатиш. Берлин. Ја цртав еднаш, ти текно дека ме прати на едно место? Да, у Мауер. Да. Берлин е според мене, секогаш После сум Њујорк. прошетал низ Европа во Бајаги. Е матица метропола за графити. Абе види брат, Берлин е како да нема графити. Нема логика у тој град да нема графити. Да, може едно чајче. Ти градат зид од не знам колку километри у За средина. легално цртање? Не. Како Берлин според мене настанува толку графити активен. Дали е поделен? Со зидот, 40 и таму, Да. 6-та, 7-та, не знам која година, не е ни битно. Градат зид. Низ цел град. Го делат градот, источен и западен. И 35 или 6 години стои зидот. И се шок ја правиш, ти искачаш пред зид имаш пред тебе, ме разбира? Значи, 89 ноември мислам дека е рушен зидот, вака што сум гледал по музеј, што сум бил графити, парчиња брат, у тоа време, ме разбираш? Огромни, големи графити. Сега у Берлин нема чекор, нема место, нема населба кај што нема графити. Она е дури као премногу. Сосема норм, да, дури премногу. Возиш вака со воз, тука има зид тој што го дели пругата со градот, тој е ишкртен. Позади зградата, позади таа зграда гледаш уште едно, значи зборам ова не графит доле, него висат со јажиња, брат. Возот на кој што се возиш, онака Значи ишаран. све, нема, Преак. нема. А мислиш дека фали такво нешто у Скопје, слободен зид, како и да се вика тој? Не е тој слободен зид, тоа Не бе, е ја нешто- кај што цртав оној. А легален зид? Легален Па зид. Има у Скопје нели легален Има? зид? Па нели оној кај реплек е легален? Доволно е. Па се може И таму на тие легални зидови, ја пример, кога цртав и после 15 Црташ минути го и нема 15. графитот. Не бе, ја еднаш Скопје два фалиш беше така? Скопје фалиш. Еднаш два пати као цртав на легален и некои нелегални акции имав низ Берлин. Ама на легален зид вака си црташ, фотографираш и чека човече. Као, Да, е наред, да, следаш. Да, као, yes, can I start? Океј, бам, Да, вајда. и сега ти се пакуваш на спрео и све, криваш глава, пола графити искречено, чекай, не е ни исушен уште, ме разбираш? Да, али тоа си она као култура, мислам, као... Тоа бе легален зид. Да, што? легален Замисли, зид. замислиш пакла земеш и да стигнеш до зидот колку Има, слоеви боја. Е, да. прв пат кога бев во Берлин беше 2010 или 11 и од Мауер парк зидот откорнав такво, пошто се љупеше вака, толку беше вака дебел, слоеви, боја, она као Да. леери, брат, гледаш вака линиички, цк. Тоа е колку микро Такво, да. слој по слој да Ја, направиш добро толку. скроз. Не, Берлин е ишкртан од секој можен аспект. Значи, графити, троапи, тагови, Тој тетовирање на секој Мурали. чекор, тату студија, брат. све инсталации, стрит арт, да, од таа страна е врв. Антистилови, треш стилови, све ќе најдеш, све онака. Има луѓе што Ревови, мејвови, техно. има луѓе што работат сериозно, што онака буквално тоа им е живот и што не која што сум бил од некое време туку градов и сега некој одредено време у Берлин или 15 години е така. Тоа е константно.
Пукаат луѓе, пукаат се, рока, брате. Проаѓам на кај работа, идам, го гледам искречен зидов, залепено ливче, као фреш, као свежо искречено, се враќам од работа, троапи, 3 различни тагови. Разбира се, сакам да ти кажам колку е динамично и колку е активно. Лудило. Спомнавме пред малце шопска ракија, дај малце шопската, дај малце за другата страна од тебе. Готвењето. Чекај, може ли уште 2-3 прашања? Да не заборавам. Што мислиш за возови? Спомнавме возови нешто. Возови е супер, сакам. Не возови како превозно средство, знаем многу добро за што мислам, да не спомнуваме. Сакам, мене ми се допаѓа, ми се свија графити на возови. Кажа. Имаме неколку изработено тука. Да. Као момента мене искрено ми е многу јако. Да, е адреналински. Подвижен графити, ја имам адреналин проблем, фул. например, со висинава моја, што не можеш да стигнеш горе, низок сум. Али имам неколку возови возови јака направено, ствар. да. Да, од друга страна па нервира кога ќе влезеш у Белину метро и вака свет е колоритно, не можеш да гледаш надвор ништо што се дешава, ама од надвор па изгледа лудило. Да. Ајде, да, управо. Вака седиш на железничка станица, чекаш воз и гледаш доле боја, она што прскале што бојале вака, знаеш, и капело тоа, правело вака. Боички, колоритно е цело градче, мислам. Метропола. Чудовиште од града. Ајде да 5 преидеме. милиони луѓе има ве, човече, што ти е... Да преидеме на кулинарството, гастрономија. Ти имаш факултет за средно... Јас сум брат професионален готвач. Ти си, да. Верували или не? Јас завршив средно гостителско за готвач и после дипломирав на факултет за туризам во Охрид одсек гастрономија. Браво. Значи ти целото твое образование ти е посветено на тоа. Па и целото мое работно искуство, како се вика тоа. Да. Ми е готвење. Од тоа. Да. А како ти доаѓа тоа? Како ми дојде тоа? Да, еве пред да упишеш средно. Па не знам, ми беше многу чудно и откачено. Ке се појави баба ми или мајка ми дома со кеси, со кромиди, со компири, со моркови, со чуда, со врагови. И се затвори таму кујна, пуф, ручек нешто, јадеш тука, како ова е, го направи сега ти. Пред 3 сати ги донесе моркови такви, Да. и сега тука се толку вкусни, изготвени, шо е ова, Ми се пријаде. Исто, брат. И почнав и сакам како човек со гурман, многу сакам храна и да пробувам ствари да јадам. Се гледа тој на мене. И почна да ме интересира онака, бабо шо правиш, као мамо шо правиш, као како ја правиш шармата? Па ти не ја ролаш како џоинт, да, и тоа од мал, она у основно знае више 6-7 деление дека ќе се запишам за готвење. Сакав да го научам тоа. Браво. Сакав да го. И сега ден денес куша сакам да готвам. Интересно ми, убаво ми е, креативно ми е. Си играј со вкусови, со мириси, со бои, температури. Да, тоа е исто доста заебана тема, Тоа е да знаеш, да искомбинираш. Многу е заебано, јас сум сладко, искусен, кисело, ова, јас она. сум искусен, као имам 20 и кусур години сигурно искуство и плюс сум школуван за тоа и вака со луѓе рандом што правам муабет, знаеш, ти тоа така го кажа, знаеш ли колку е комплицирано? Мене ми е скроз едноставно, знаеш, као... Природно ти доаѓа. Да, она махинално више, моторички. Да, и сакам да готвам, супер ми е. Значи ти си еден од ретките што може да се пофали дека уживаш у тоа што го работиш и си Да, среќен, радосен. мене ми е кувар. супер. Па секојаш расположен Секојаш, кувар, да. еве ти. Тоа е Ајде. тоа. Го официализиравме што да. е. Што е тоа. Значи после факултет ти се вработуваш во доста реномирани ресторани И пред и додека студирав ја работев. Така, Што цртав графити ми требаа пари. така. Мене графитите ме натераа да почнам да работам. Значи едно со други до тоа. Да. Топ. Пошто не сум сакал да крадам нешто тука. Ама не е дека те натирале да работиш нешто што не сакаш, пак си работел Да, нешто да, што да, сакаш, да, само да, што да да, заработуваш да, од тоа што го сакаш, да, исто да. како Јас јас со мојот брат. Студирав у Велес, пошто универзитетов од Охрид имаше онаква диспиративна или како и да се вика, дисперзивна линија у Велес отворија.
Да. Истиот факултет професориве патуваа Охрид Велес. И бев на студии во Велес и работев на Јужен булевар у тоа време. Даниелс беше еден рибен ресторан. Божо ми беше шеф, као научив многу ствари од него. Специфична кујна? Медитеранска храна сакам многу ја. Не сакаш ти моментално мустард? И тоа ми цело било време. одувек, да, овој регион, нашиве. А моментално во Берлин? Медитеранска и Израел и Шпанија Да. и Мароко и сите тие ствари, или италијанска, балканска, грчка, тие вкусови, рузмарин, лимон, ловоров лист. А слично работиш и у Берлин, слична кујна? Не, у Берлин сум Традиционална. моментално не работам, него Каде што беше ваму последно? бев фокусиран со Сања, моја пријателка, си имаме не историја, си се почитуваме, све си се сакаме, нема врска. Со неа си работевме во бранч. Аха, да. Бранч да. двајцата си бевме како шефови, на две различни места држевме кујна и бевме многу онака супер, уигран тим и сите тие ствари. М. И бевме барани доста у Берлин као тим. Аха, двајцата. Као тим, да. Така. Да. Со ваши рецепти нешто Со специфично наш сте концепт, правеле, што на толку сте работа, била... ти како собственик на ресторан, на локал, ни кажуваш што ти е поентата и ние ти креираме мени, ти го презентираме и сега се договараме после за детали за такви ствари. Да, и тоа беше доста добар период, ама ни го затворија ресторанот, па после малку се разделивме со работа и сега сме така. Не работиме заедно, али пак сме Така. у А комуникација имаш ли- на професионално ниво. Имаш ли Пријатели. некоја, ако мора да одбереш, како што кажавме за бој, омилено јадење? Ајде, за да не... Ова е многу глупо прашање, брат, на кувар да му го поставиш. Ама ќе ти образложам. Ајде, вака ќе Омилено идеме. јадење Знам, ми чекай, е не, извини. Сармата на мајка ми, као да ти Ќе идеме кажам. доручек, ручек, фестфуд. Шо ти е фест тоа? Па фестфуд, вајда стритфуд, ајде. А, Доручек, фастфуд? ручек и стритфуд. Омилено доручек, што си сакаш еве. Доручек, шо Или сакам? оние се добри last meal на YouTube, и често ја гледам у затвор што им прават дет Доручек, немам појма што сакам. Ништо доручек, шо ми е мене, Омлет. кафе и цигари. Да. Класика балкански доручек. Да, скроз. Не знам, брат, врска немам. Или ајде за Јајца. ручек. Кај ga навес со сиренци, патлижанчи. Да, куче, бро, ја Почнеме да прифаќаме. подготнуваме сите. Прифаќаме. бра. Ајде со Јор. ручек идеме балкански ручек и Мишелин, некоја такво по фенси или не знам како не сме подкаст за овак, не ги користам можда правилните термини, извини. Балкански немам појма, еве да речеме сарма. Океј, добро. А по фенси на специјалитет? Од овие луксузни, Ето тоа. Немам појма, брат, тоа е многу опширно. Знам. брат. I don't know, стварно у моментов ништо не ме Океј, текува. стрит фуд, што нага да отидеш у Њујорк? Јас сум зависник од бургери, од чизбургер. Ме носеше у Берлин, како Да, се у викаше тоа? Бургермајстер. Бургермајстер. Да, Кај што бил кој кувар? Овој шумре, како Ентони се викаше, Бордер. Ентони Борден. Кај беше бе негде го гледав? Тука? Тука у студио, не брат. Ентони Овој Борден. Не, грешка не. си. Да, Ентони Бордер го има прогласено за Тоа недобар бургер бургер. во свет. А он има знам нешто познато му е со мортадела и кашкавал сендвич од има Ентони Борден сендвич. Да. Ле, колку често си гледам нешто за готвење за јадење, највеќе Така? не си свесен, брат. Исто и у филмови уживам за готвење. Да, Онака е. бургери ја од дете сум ги сакал уште од Што е за стрелко. тебе перфектен бургер кој состојки треба да ги содржи, брат? Кисели краставици. Океј, може. Месото medium rare, какво? Бургер без кисели краставички е, не знам што, као паралела да направам. Бурек без Пица- месо е. Пица без кашкавал. Така е, добра паралела. Месото какво? Месо јунешко. Medium rare? Биф медиум. Се пријаде. 100% биф? Или 80-20? Даваме рецепта, ако не ќаш не каже. Стотка е окей, ама исто така е 80-20. За биде брстничко па малце, да биде, да. али генерално ја би практикувам стотка биф. Бургер сос,
Бургер сос е од кетчуп мајонез, брат, или што е? Сенф малце. Сецкан кроми, ситно, водата од киселите. Водата од киселите, тоа го прави шмекот. Да. Ама добро, сега треба нели да не го направиш па супа вака. Така е. А кажи ми, лепчињата подпечени обавезно од внатре? Обавезно, за да не се омекне од сосот. Да си има леерче, да не влезе сосот директно, да не го направи онакво. Кашкавалот се става на плескавицата, се поклопува со капак, за од парејата да се стопи. Ова ки го научи, признај, брат. Ама точно, али треба малци да прснеш вода за да направиш пареја. Ова не го знам. За да го обрзаш, за да не ти се Ова пазапече. свичи на факултет, брат, не сум толку да. Па е добро. Добро, освен пиклс, освен кисели, друго или тоа? Значи, карамелизиран или свеж? бургер сос, плескавицата, кашкавал, чедар е сосема оке. Не сакам чедар, ич. Поише би ајдамер или нешто такво. Или гауда, топ, да. Кисели краставички. И сега, не знам, може би понеделник свеж кромет или у среда може карамелизиран кромет. И патлиџанче. Лутко? Може малку пикантно. Не отвара апетит. О, ја обожавам, брат, да е онака. Сакам, али не онака екстремно љуто да чуриш. Да се вцрвениш, да се препатиш, такви ствари, да. Тоа. Имаме како да направиме бургер со сак. И бекон. Исто така бекон, многу да. добро, Пошто, 3-4 криспи такви чисто да се дешава нешто. За додатна арома и да ти крцне нешто, да викаш, пломба, не бе, бекон, Што те нервира кога ќе видиш у бургер? Знам дека марула не е убаво дека се топи, се спурува. Тоа ме нервира, например, сега и почна и по Берлин ги гледаме и тука, не критикувам. Не бе, онака кажеш од твој аспект, да. Мој личен став. Сега лепче, рукола, беби рукола, младава, она малецка, и да згора плескавица што се печела на 180 степени, тоа ти го прави онака, блјантаво скроз. Мене ми е тоа. Некам ја салата или марула у бургер. Добро, доматот што е? Добро, друго е домат. Ти ќе го загрееш на некој начин, ама нема да го сготвиш, да го деформираш. Например, ти кој ќе ставиш плескавица и марула и сланина, рецимо, се зависи како го правиш редоследот, ама пак е топло внатри, марулата кој ќе извадиш, од светла зелена е темна зелена со станата. Со кафенки онакви, како да е мечена. Да, таква лабава, директно е. И мене тоа не ми се допаја. Мој личен вкус. Да, колку и да е свежо, ќе кажеш како види овие марула, ја ставила од завчера. Да, Исто и липчето може да е свежо. Битно, мила. Па види, сендвич, како сендвич, 50% е лепчето, брат. Главната состојка е левот. Ти у тазе леп, што и да ставиш, тазе лепче, што и да ставиш, ќе биде вкусно. Ти начекај колку и да сакаш добри продукти и плескавица од Black Angus или од Вагу или од Кобе или од whatever било, да го ставиш у бајато онакво суво лепче, знаеш, го губи моментот, го губиш мекот. Не е тоа. А што мислиш за Мишелин ресторани и дали Македонија некоја ќе има Мишелин ресторан според те? Па би имала, сега ја од друга страна ги гледам стварите. Ја имам малку минимално искуство у Мишелин ресторан и не го сакам тој начин на работа, затоа што работиш таму по 3-14 сати смена. Знаеш, јас сакам да готвам и све, ама од друга страна не сум бил никогаш толку многу екстремно посветен на мојата професија, пошто ме интересирале графити, уметност, маунтен байк. Да, возено? Да. Стварно? Да, другари, музика, сваќаш и сега ти ако сакаш да навлезеш у тој ептен бизнис као Мишелин стар готвач да бидеш, онака обсесивно бришеш све и војска, брат. Само тоа ти е животот, ништо друго. Стануваш са бајле 10-11, се тушираш, почнеш у 12 на работа, до 12 до 1. А поради што е тоа толку работно време? Поради комплексот на порциите. Не, таму се и Мишелин ресторани не сакам ја затоа што многу храна се фрла.
Знаеш ти да ја произведеш таа порција што е малецка, ти треба да искористиш многу состојки, од нив да извадиш екстракти, да ги исечеш правилно, да ги трансформираш у милиарда ствари, за да стигнеш до тоа. И со тоа губиш многу на квантитет. Добиваш на квалитет точно, ама губиш и на квантитет. И сега ти кога правиш припрема рецимо во италијански ресторан, као вариш паста и не знам бешамел сос или болонјезе сос, ти ги припремаш тие ствари, ги имаш во фрижидер, кога ти дојде нарачка само ги склопуваш. Али кога имаш ти нарачка во Мишелин ресторан, онда знаеш време, знаеш колку луѓе и знаеш колку гангови има. Значи, у Мишелин кој идеш, ти не јадеш едно јадење, ти јадеш 7, 8, 10 различни јадења по малку. И сега све тоа да се припреми 20 луѓе работа ти кусуру кујна, по 3-14 сати е многу исцрплива и заебана работа. И затоа јас као... Ама престижот после е голем, брат. Што ќе го добиеш како титула. Тоа е жртва си бара секој... Од друга страна, занемаруваш други ствари што мене исто ми биле битни у животот, ме разбираш. Приватен живот, фамилија, пријатели, се тоа занемаруваш. Да, и затоа ја не сум бил као радикално посветен на готвење. Сум прател ствари, сум пробувал, сум експериментирал, сум учел, али не сум бил онака I must be Michelin chef, you know? Дали знаеш што е, како има дојде на Мишелин? Јас слушав на еден подкаст на кај нас на Дебели Гикови. Од браќава фирмата што така, ама како, зашто го направиле? За да јадат и да знаат у кои квалитетни ресторани да идат по Париз, по Франција. Ама не, има уште нешто. Почеле да прават гуми, нели гуми прават браќа, и за да им се трошат, да им се абат гумите, они направиле нивна листа на фаворизирани ресторани, кај што биле едното таму на тој крај, другото вамо, и гостите со самото возење на нивни гуми треба да си купат нови за што идат у тој ресторан и станало како престиж. Дали добро го кажав? Па да, на горе некој доле начин така нешто. да. Значи дојано е поради препорака на Мишелин што немале ни у план со тоа се занимаваат, значи едноставно е некоја нивна со гумиве. Да, тоа, браќа. Абе, јако, тоа многу е интересно. друг, мислам, тоа е друг левел, тоа е Станото е различно, светски- тоа. Просе. Кај нас Знаеш, и мислиш сега- дека ќе има кога тогаш? Па човече, Еве, кај Србија нас има. Имаме, абе добро се, не мора да е Белград има. Мишелин ресторан, али луѓе што пратам готвачи од Скопје, од Македонија и што ресторани што ги следам тука, пак идат на fine dining, така сервирање, ме разбираш, пак не е ко класична кафана Марула, пола патижанче, краставичка и тука ти е шарската, Брат, тоа е fine dining, брат. пардони, кромидот и толку, знаеш, пак убаво естетски изгледа, различни чини, се работи на тоа, интересно. Кажи ми, ајде моце, ако уопште сакаш да набројуваш, дали има уметни графити цртачи што ти влијаеле најмногу, може и локална и светска сцена, локална спомна кои ти влијаe уствари, ама е светска, дали од која више почнале Facebook, од која почнале списанија, YouTube, влијание. А исто така после сакаме за за кулинарство да ми кажеш некој ако имаш. За графити дете бев уште у тој период и првиот компјутер ми го купија моите, не знам од кај најдов некоја CD. Со онакви мини игрици чуда враго имаше еден фолдер графити и таму имаше пуно графити од Канту, од германски артист. Цан. Можна, да, го знам. И од него Како успело таму да стигне? Не знам. И исто тој период горе-доле некој магазинче нешто беше од Баскијат. Од нив. Добро, тоа не е графити толку. Па добро Може. се. Тема Баскијат, пак он почнал Мислиш како Бенкси, брат, а не Баскијат. Не за Баскијат зборам. Сема was here. Почнува уствари као графити, да, од филмот ми текнува. Да, Он после се почнува уствари сепак у со секој- графити, пароли, и у секој пораки, платно да. има порака. Да, Стајано, да. има Така е, текст, така е уствари, да.
Не, најмногу влијание имам од локалниве постари цртачи. Од тука што сум гледал. Па да, тоа е ствари кај сите со нас така, секогаш локалното се највише гледаме на тоа. Да, и највише се поврзува што тоа Што ти се приложува у градот од кој што тоа. Тука е базата. Така е. Да. А се понатака е искуство, шеташ. шеташ. Од страйк графити, од ЦК, од ИФО, ме разбираш, и тоа тебе ти влијае. А у кулинарство нака некој го спомнавме Борден, надвор го спомнавме до Манчестер Юнайтед играчов што не знаеме ние дека играл фудбал. Гордон Ремзи, дали Па немам некој кулинар. дали си прател, не знам, храна и вино. Храна и вино пратев, Колку беше добро храна и вино пратев, да ги гледав тие емисии. И мајка ми ги купуваше цедињата. Мислам дека уште Немаше исписанија. Можно. Имаше исписанија. Имаше исписанија, да, имаше и цедење, знам тоа гледав, а не сум имал нешто као. Со ово јадење. Топло ви препорачуваме црвено вино. Да, на 12 степени. Да. На собна температура. Да, преак. Не сум имал нешто као идоли. Па тоа е аспект. Не. Така бе, кул. Кажи ми, го спомнавме Бенкси. И нели имаше брат? Не го спомнавме Бенкси, Јас го Баскет спомнав. го спомнав. Не, јас го спомнав Ти Бенкси. избори Го измашав. Бенкси. Дали, ајде да го, дали ти можеш да си поупатен, дали е тоа еден човек? И што мислиш или група само? Според мене, мислам со сите тие проекти што се изреализирани под тоа име, мислам дека се група на луѓе. Така? А зашто на интервју да. излага еден, обично што сум гледал, што е покриен со маска или? Нема интервју. Има едно-две, на документарецот што му Има е, еден документарец, еден човек искаше. Шугармен ли како се викаше. кај што у Њујорк, уствари на локација ги открива... Да, кај што вој му ги зима стварите, нели, идеите, сите тие работи, после тоа Бенкси јавно и постира дека сторците? Да, дека не ќе да А со кој имаше биф едно видео има на YouTube? Со Робо, Со Робо, да, Кинг Робо, тоа е кул работа. Тоа Баш уживав во што тоа. се дешава, например, во Дизниленд, што прави он као тој перформанс. Кој он? Бенкси. Бенкси, окей? Поред мене, мислам дека се тоа повеќе група на луѓе и сите тие големи мурали. Каков перформанс? Зашо станува збор? Сарказам, брат. Страшна иронија и сарказам и шкртање на зоолошки исто на животни во Париз, мислам дека е во Дизниленд, носење фигури, правење хаос по публика, по луѓе. Тоа е све илегално? Или тотално Како илегално, нема? тотално илегално, да, тотално илегално. Имаше, не знам кој ми кажа дали драж, дали мачка Бенкси, уствари Бенкс, why? Зашто банки? Дека у името има стейтмент, Па знаеш. може, знаеш, Можно е. сега од такви имиња и артисти се измислуваат еден куп ствари. Можно, уствари, да. Зашто банки? Уствари против Па системот, да, уствари. има, Имало и да, да. он е, мислам, он или они, или нема врска, Да, може тој жена. псевдоним работи такви, нели, антикапиталистички проекти, Или тоа со исеченото ти текнува, кад што се исече платното на аукција. Да. Значи луѓе више почна, односно да шпакли вака да вадат Бенкси, од графит негов, да ги урамуваат. Абе музеи има, Берлин има Бенкси музеј, така? Нема. Негде имаше, кај што бев. Има музеи. 2-3 музеи има сигурно. Тука негде Европа во имаш. Амстердам јас бев во музеј, мислам дека се викаше музејот, мислам дека во Барселона има исто таков. Имаше оригинали од Бенкси на камен. Пикасо нешто беше поврзан, не ми текнува. Имаше едно малецко од Баскијат, од Кейт Харинг, од Ворхол и од Space Invader, значи онака легендарни имиња. Да, буквално. На Сите што ги спомнаа до сега. мислам повеќе на стрит арти, на Така.
модерно уметност. А дали мислиш еве дека Бенкси фейкал со сторците у таа ситуација, ги скопирал или едноставно сите добиваме инспирација од некој на крајот од денот, никој не измислил толку. Дали како го гледаш тоа? Пред има некој што го правил. Пред него на улица тие сторците, тоа. Па негови се тие. Како негови? Мислам по тој псевдоним се на Бенкси. Нама не истиот човек пред тоа ги правил друг. Што е со сторците? А го патате ме? Па као трейдмарк му се. Аха. Тие он почнува, мислам. Не, има на YouTube гледав дека друг ги правил пред него. Па Он моguće, ги скопирал, може не би си ја го не фатил знам, ова, да. Јас Можда. што сум читал и што сум гледал некои видеа, има тој псевдоним доста акции на метроа, она као Не, пред општо. огромни, као се гледа дека е голем проект и сега еден лик ако го реализира тој проект е потребно многу време, знаеш, Да. стенсиле, шаблоне, тоа. И ќе те видат, ќе те сликнат. Така да не знам, тоа си е мистерично некој име и нека И убаво е што е остане мистерично, така. нека Па остане да, така. Па да, што да не. Да. бе. А Тоа е кажи ми сосема еве зашто окей. спомнавме музеи, комерцијализација и слично. Што мислиш за комерцијализацијата на уличната уметност у денешно време? Па јас едно време бев многу против тоа. Дали е добро, дали е лошо? Па окей, да. Мене у моментов ми е окей. Си бил 10 години, 15 години претходно ми било као не е окей затоа што сум сметал дека припаѓа и треба да припаѓа на улица, да, ама од друга страна па кога ќе врамиш нешто, еве, нека не се букви, рецимо карактерче од раш или од мачка или од баже или од руки или од било некој артист што црта карактер и што пренесува експресија и движење и такви ствари, ти кој ќе гурамиш, кој ќе ставиш на зид, тоа одлично изгледа. Одлично изгледа и дома, и во галерија, и на улица, и на билборд, и било каде. така. Но тогаш више не е улична уметност ако влезе дома. Па Бега од тој концепт. домашно, па се и уличната уметност треба да преспија него. Добро беше. Немам Добро појма, беше. Кажи ми, јас кога ќе видам, еве да видам букви Марко, знам дека Срк ги направил. Ти имаш, зборам ти да си го направил, знам дека си ти, не знам дали ме сваќаш. Да. Имаш одредени букви специфичен стил што се познава, но станото Така, вион така. се гледа дека ти си го направил. Така. Дали колку време ти требаше, дали ти изгледаа така графитите уште у 95-та, и дали имаше промена у твојот стил? Не сум имал Едноставно гледам дека графити си се од држиш. 95-та. Мола? Не сум имал ја графити од Добро бе 95-та. 2000-та. Не изгледале така, тоа е развој. Така да. Тоа е развој, значи почнуваш со нешто и постепено го развиваш и константно е динамично и променливо и сите тие. Значи ствари. се уште трпи промена, ама Се уште, да, апсолутно се уште. Имав ја периоди, извини, кога бев заглавен во одредени форми и одредени линии, па после тоа менјаваш, па заглавуваш друго, па се враќаш назад, па више кога се враќаш, пошто си отишол напред, а се враќаш назад, имаш ново искуство, па тој стариот стил го апдейтираш и така. тоа си ти у подсвес. Константно, да. Кажи ми, еве, вчера црташ. На лист. Да. Дали имаше у глава пред тоа што ќе направиш? Да, Мислам, у моментот ти беше или имаше... Не, смислено. имам некои скици на таблет си ги работам и онда си ги префрлам на телефон. И си гледаш и си. Да. Поубаво ти од скица или поубаво ти е некојаш Зависи. фристайл? И Ако треба да одбереш столап или пис? Па зависи од ситуација, од место, и од локација, и од време, од мерак, и и од од кејф боја, некогаш. и од... И од боја, да. Значи, претежно, по култи, еве со Драждан кога црта после тебе, со тебе имам еднаш цртано, ама Драждан не прави скици, брат. Нели? Да. Зборам кој му се карактери да правиме, кога прави букви, брат, Да. ги има толку Па милион пати направено Јас што... изминативе години, ако збориме за графити, имам некој си стил троап, ама пак е некако изветоперен, не е баблс, не е класично онакво и не сакам да се повторуваат. Така. И онда као се слични тие, ама сепак си многу различни од друга страна. Многу убаво срочено слично, многу различно. Така е уствари. Да, па и така Така е. е, пак можеш да познаеш. Кажи ми, ја последен пат кога ти видов во Берлин, ти сликаш.
дали си уште сликаш Да. и ми кажа дека ќе направиш изложба тогаш и јас сега е моментот можда и тогаш ти кажав ја бев кај тебе брат на изложба која ти беше онда кај катната у Кула. Сигурно не ти текнува на мене тогаш 100%. Не, Ама јас не бев. ми текнува И на ми тебе. текнува дека ми си имал текнува, изложба. Ми текнува на тебе. Ја од малесок да знам тебе. Така? Да. Таа изложба настана многу чудно и спонтано. Таа изложба е многу емотивна за мојот живот. Таа изложба се случи на 24 октомври 2014 година, а на 1 јули почина татко ми. И ја од што бев нели повреден и во болка и во тага и во сите тие работи, се затворив некако дома и цртав на даскички, на онакви иверица. Ми текнува. И почнав да ги хефтам по градов, по клупи, по онакви канти за отпадоци дрвени, со армиран дуплофан да ги лепам и ги снемуваше. Си ги зимале за Па дома. дали ги зимале, дали комунални работници ги отстранувале, ги фрлале, немам појма. И Бобо едно другаче ми вика, направи изложба, човече. Зашо не, ја бев као, изложба, кај ка правам, шо како. И тој период идев на работа, дома цртав и возев многу велосипед, маунтен байк, на водно и по планинива наоколу, на као ми беше тотален филтер. И со луѓе од Кула се сретнав и им викам, луѓе вака и вака мене ми се деша и ги собирав на дома, имав некој 100 од нив, ме разбираш, магнетчиња, за на фрижидер, као стикери, онакво да си закачиш од AliExpress од тоа време, нарачев мали штафелајчиња, па на нив даскичка, па ги сечев субодна пила, као да имаат некоја форма. И таа изложба настана така, од тага, од болка и се изреализира и беше доста посветена, продажна беше и све се продаде скоро, 90-95% од парчињата. Мене не ми беше нешто за финансии, тоа беше чисто символично, као... Ти било во чувството ако има некој дома да си го закачи Да, и дојдоа многу луѓе, онака баш и со кулашиве правевме мојот, као свака Јас сум имал 15 години, тоа 14 години. Као, да, тоа е причата за... Брат, вие бевте легенди, ако починав кога цртав графити, вие бевте, брат. Па гледаш, за тоа ми било срам, ми било незгодно да ти кажам здраво, брат, тогаш, како да ти кажам. Таа генерацијска разлика, по мене што ми било со постариве цртачи, тебе ти било така со мене. И се више кога сме оформени као луѓе, као личности, упозрели посериозни години, значи таа годишна бариера више не се согледува и е истиот вакво, да. Да, пиеме пиво, ма ти идеш да купиш пиво. Леден чај. Да, пошто се помал. Така, добро, дали може да очекуваме втора изложба, пак нешто такво? Па се надевам, јас пред да се преселам у Берлин, почнав нешто, еволуција е валјда тоа. Зашто ако го кажеш тука, ќе го манифестираш и ќе го направиш. Да, се надевам. Поголеми се шансите. Почнав на... Направи, не се надевам. Со Драш и со Мачка сакавме изложба да правиме. Ние као ОКС екипа. Да, ОКС. Да, и не се изреализира тоа, ама нема врска, али у меѓувреме јас си прилагодив простор у куќава кај што живеам, мајка ми се кај што, у подрумот доле, баш онака студивце ателје. Со Дебелија, со Драш купивме такви дрвени формати за цртање за све и почнав нешто букви, ама некако не ми фаќа око. И почнав, не знам од кај ми дојде да си истражувам онака абстракт. Да, видов, ми современа уметност и од кога отидов во Берлин, почна корона, се затворив дома и тоаш бев посветен епта на цртање на платно и на само едукација, на текстура, на структура, на боја, пошто јас преработев и поликолор и маркери. Ја не работев со акрил, со
некои други медиуми со чуда со врагови и сега сум уствари фокусиран на тоа. Супер, баш би сакал Мислам, да не видим сликам онака активно. не е као баш сликање, него користам многу различни елементи како дрво, даскички, Да, ставам нема граници, светла што? у платно, Ми тикно и такви тоа. работи. Знаеш, онака и Берлин, као Берлин има големо влијание врз мене и галерии што сум гледал, као значи ти можеш од платното да искочиш надвор од платното, ама пак да биде едно парче као Нема граници. имам 3-4 готови такви ствари што се со даскички направени, со добра текстура, со светло, ти си уклучува светло, знаеш, имаш као контакт со делото, значи она си уклучува светло на платно, си гаси, си пишува све. И тоа ми е убаво, тоа ми е супер. На тоа сум насочен. Фино е. Борен? Спомнавме дека ќе се сели со Полска беше? Да, Колку сакаш да го збориш, ама може да го пресечува. па и би го пресекал. Може да го Извини. пресечува. Не видам. Уше ми е... Тазе не се знае. И мене уште, не но ми е немаше да вакво зборим. и... Да. Кажи ми, Че, што да... кажи ми, Рие, па сега те пресеков, Не, па не, тебе нема ми е врска. незгодно. Да. Нема врска, не иде живо. Не, ај нека си остане до Берлин, па нареден готово, ќе се готово, правиме готово. за Полска. Готово. Може? Извинете. Не, бе, брат, што Ајде, извини. не. Вај да не Снимаме се ли, фурате Стефан? да оде. колку терама? А, момци? А? Уште Да. малку. Се нафуравме малце, брат, ама ајде тоа е. Не, бе, ајде, ако се не, ба. ќе го... Колку? Околу сат и 40 вкупно. Ајде на Ајде уште куров. малце сад и 40, сеќање, да. Уште малци имаме, Храна, снимаме, така? храна и вино. Храна и вино. Кажи ми, ајде малце, многу малце да вратиме Не, бе, малце. дај Полска, Не, ќе не, не, спомнеме, не, нека, не, не. сакам, Абе, нека, пошто нека, имам не ти е незгодно. приказни за Полска. Не, бе, брат, абе, Ако лаба, имам, лаба. имам. Ајде, бе, приказни. нека си каже, брат. Имам. Инсистира. Нема везе. За Полска. Стварно, сериозно, што Вишо на е, страна. ете, го имаме прашањето, Стефан ќе го Не, остави бе, уствари. Ајде, Јована Каде ги го ново. средиш? Каде? Јована ново. Спомнавме се селиш Полска. Да. Кажи ни малце околу тоа. Па имав доста турбулентен период у Берлин со ствари и Берлин као Берлин е многу тежок град за живење и сватив дека е доволно одредено време да живееш во Берлин, пошто после више станува налудничаво и од сето тоа отвореност и таа анархија и сите тие ствари и ми скочи, имам девојка што е од Полска и двајцата кога се организиравме, се договоривме и изминатиот месец се преселивме у Полска. Сега таму имам, кога си имам свој дом, јас имам и простор се најдов за сликање, за креирање, така да тој ми е се у процес на средување. И планирам малку посериозно да се фатам со тој вид на уметност. Цртав исто таму графити, најдов некои контакти, више се спријателив. Тоа готово више. Така да... Универзален јазик. Тоа више. Да, така да више сум фокусиран таму. Не живеам далеко, сепак од Берлин 2 сати е со воз. Зелена гора се вика градот. Чисто си се враќаш од носталгичен аспект Така кај градот. тука Далеко, сум ако ти на таа прдне. релација. Да. Си. Полска е супер земја. Чекај како е, луѓе. да, еве овој месец како ти е таму, у принципу кратки црти. Супер ми е, мислам, топ е, различно супер. од Берлин. Да, Споредно. смирено. Смирено, Се сталожено. смирено, сталожено. Нема графити толку. Почисто има графити, ја тој ликот што цртавме заедно, кога отидов таму, пошто претходно бевме со Патриција неколку пати навам натаму, Емор се вика ликот, секаде низ градот. Значи како Миле Срку Како го Скопје, најде човече? Одма наоѓаш на контакт. Инстаграм. Емор, тоа го најдов, ги видов, графитите му пишав, викам дечко свака час, да. Вака и Да, вака, цртава, викам јас сум нов у градов, ми се црта као супер, ме врати ликов. И си зорганизиравме, отидовме на зид, цртавме, супер, се Браво. пројдовме. Топ. Ликот е постар од мене 40 години, има со 2 деца и онака супер, Браво. одлично, Браво. задоволен сум, Полска има многу добра храна. Да? Многу добра храна. Многу добри супи, многу добар леп.
И јазикот, кажа преска, спомнав Јазикот песличен, ние па се да, разбираме па, горе па, доле ние се. сме словаци. Да. Тоа Така сме. да од тој аспект ќе ти биде малце полесно. Да. Да, и знаеш онака и години прави, ја ти сакам да се стабилизирам у животот и пак ќе сидам ја у Берлин на журки, на Скопје ќе концерти. доаѓаш ли почесто? Да бе, тука сум си, Тука чак си? пат се доаѓам, да. Овакво, Не можам да кажи ми уште 2-3 вака прашања, имаме брзински. Не јаде времето. Дали графити джемови као момент имаш искусено, мислам, дружби од тој аспект? Да бе, како не, да. Им нешто Да, да издвоиш, некој момент некаде нешто. Прв графити джем ми беше Come Clean. Организирали джемови джез као Come Clean? Да, со Мако сум знал за Хемик ова. соработува. Вајда сум бил многу мал и не сум искачал брат да. пред зграда, од пред куќа. Првиот мој графити джем е во оној скейт паркон што беше во Карпо, што ние базениме. Таму цртавме вакви Да, на тоа земја. беше Да. ишкртано многу. Да, таму мене тој Тоа ми е добро беше- како дружба, нели? Да, Како момент. да. Таму сите од Come Clean бевме таму. Тогаш немате гајле од полиција? Не, па тоа е легално, Легално, тоа е да, дозволено. најавено, Све е унапред. тоа уопштина договорено Така, со така. полиција, со сите тие ствари. Музиче, пивце, Да, кул, смење, после дец. Байкери, скейтери. Наредната година беше на МКЦ исто од Come Clean организиран. После ми имаше уште неколку низ градов и момци од Куманово Момци од почнаа Куманово, она као браво. газат свака им час. Више она- 6-7 години, човече. Поздрав до Даре, Девид, Трендо. Да, Цела екипа на седмо форма. мислам дека има. Брат, Свак, сака и час, сега брат. оваа година што Треба да дојдат, сакаме да ги викнеме на подкаст да ги викнеме. Имаш што да кажам. оваа година што беше Доста организирано. добри имиња, јаки имиња. Ти јаки сигурно ги знаеш имиња, поише од мене. Јаки имиња со морали, со све, Да, онака, да. секоја чест, браво, само направи. Следна година пред да биде овакво, да дојат месец ден унапред. Да, Да, сега може малце да се рано. направи најава добра. Следна Да. година. Да, и у Куманово колку сум бил 2-3 пати, 4 немам. Па беше на првиот нивен, бев и јас. Блаже црташе Да, да. рибата, а ти до него, ти текно е. Да. Така, тоа е тоа. Да. И после тоа уште 1, 2, 3, не знам колку години. Да. Ти имаш два пати отидено, така? Два пати цртав ја. Еднаш на школата цртав, По така? Евгелија бев меднашка. Се тепа таму смеја имаше. Да, у Кочани мислам, не знам, не памтам. А надвор од Македонија имало дешавки? Надвор имаме другари од Софија, графити тур Софија. Поздрав до нив и они не покани еднашка на графити джем бевме ја Драш и Мачка. И толку, после ми јас иселив, не знам, Драж беше по Да, иде Србија, Драж, у гледам. Босна, нешто. Толку, не сум бил ја. Ама бавото е што е кај да отидеш, Па ти знаеш, ќе најдеш некој. изминативе години ја не сум толку фокусиран. Цртам па Така, графити, ама некако порано, поише сум дома, платна, Дали ти фали тука тоа? хаос. Па кога ми фали си искачам. Ама пак го Така е, имам, уствари, го имам да. моментот, знаеш, пошто ова е малце не малце, него е многу различно и е многу опширно и исто нема граници. Свеќаш и не знам, ја текстура учев, готвач, купив таква texture paste, скапа, па како да ја згустам бојава, па јајца, љушпи, па ги печев, па до блендер, како прашина да ги направиш, па со акрил ги мешаш, па вака стои платното, ставаш, па ја доле, аха на земја, ајде на земја, па го слушаш. И такви некои експерименти милиарда, не ми се веган делата. Да, али интересно, задоволен сум. Да вратиме малце некоја минута, две, само позбориме за татуажите твои, чисто Ајде, тату бе. подкаста имаш, дали значење секојаш гледаш да ти имаат, ги ставаш импулсивно или како ја ти имам 2 пати татуирано, едната од Берлин ја правевме. Сакам да бидат поврзани со мене и со мојот живот, со тоа што сум јас. Така. Да. Тоа ми е поентата. Ја не мислам, ова е мој личен став, не сакам да ставам, немам поема трайбал или немам поема нешто. Добре, секој различно. Да, Ја да, денеска да, што ја- Стеф, ова да не ми значи нешто, јас Епа, смелињава. Да, јасно. Имам и јас смајли. Држ ми го правиш. Дрипи таква е.
Поиша мене, еве искрено тебе, ти значи дека драж ти го направил, ти значи моментот. Да, Што ти значи и смајли си, Добре, сакам насмајли смајли си. као символ е супер. бе. Така е, да. После си наоѓа значење. Да. Значи си тату ентузијастите. Да, имам колку имам 1 2 3 дизајни што се мои. Тоа со што ти го брев во Берлин, твое беше или не? Не. Ова не. Тоа со клупата. Не, тоа не е мој, ова е моје Скопје, тој фонтот што го направив. Драж ми го истетовираше. Ова ми у Берлин работено Amen Break, исто е мој дизајн. Ја тоа првата графитот. И графитот црк, да. А и ова е моје, тука геометрија. Чека има твое, ја мислев ги Да. броиш ванилава. Не, зборам за твој, дизајни што иначе се имаш мои десетина сигурно. Така нешто. Нешто да имам. Добар си, бе, што? 13. А ти дошло некојаш да пробаш и тоа или не? Не, брат, јас сум по природа многу несмасен и трапав. И страв ми е вака сега туѓо тело, кожа, игла. Добро бе, прво на твое нека Ќе го биде што. збрцам, не сум пробал, не сум почувствувал уште дека потреба дека би сакал да Еве драж тетовирам. преде од графити тетовирање. Да, јасно. Да. Мачка мене ме тетовираш. Мачка Не има сум пробала? пробал, не сум ај па ај утре да се Сакаш? тестирам, ајде да ти направам едно Па што да не? стар графитче, сакаш? Може. Ето. Ајде. Ќе За пробам. успомен и дуго сеќање. Да. За 2 години отварање студиот карше конкуренција. Ќе ти викам инспекција. Чекај да видам нешто дали пропуштивме. Возала не кидна. Прото е гладни сме. Од пешка само подголтнуваме од кога ги спомнавме бургерија. Ќедаме сега за кратко. Дали некогаш искрено се гледаш и би се вратил у Скопје или за секогаш? Сега за сега не. Сега за сега не. Сега за сега не, да. А ти прифалува, мислам... Да, ми фали Скопје, ми фали моментот, ми фалат Луѓето, вие, нормално, дружба, да. другари, што сум пораснал Да. со нив, што имам приказна Како не? историја, фамилија, мајка ми, сестра ми. Мгм. Ми фали Скопје, ама од друга страна па и не ми фалат многу ствари што Скопје ги нуди. Мгм. Например, Или што не ги нуди. и континјери. Добро, види, Берлин е доста прљава град. Берлин е- Можам ја Берлин да е- кажам, Берлин е- искрено. Берлин е кој Скопје прљав. Да. Значи тоа не ти фали, Скоро се. тоа си го имал. Скоро се прљав. Не зборам сега за Полска е Полска, толку да. чисто човече што онака као пушам цигара и сега ако нема канта ја шетам 10 минути со мене. До тој степен е луѓе многу е чисто, ненормално е чисто. Онака чекајте, дај се да испрљаме, барем интересно да биде. Дали кажи ми пред Гледате последното... Балканец, идат, ама да испрљаме. Менталитет, брат, тоа е. Ненормално. Тоа е. Кажи ми пред да идеме со последното прашање, дали има нешто што пропуштивме, што сакаш да спомнеш? Не бе, шо, не Дали знам. опфативме онека се? Да бе, дај хопсо. Дали има нешто да најавиш, ја спомни изложба? Изложба сакам да правам, Може би. која ќе биде, шо како Може ќе би, биде, да. немам појма. Дали фали нешто колку и да не си присутен у Македонија на графити сцената тука? Па не, Еве Скопје джем, нешто такво. Скопје од увек си имало луѓе што го шкртали, што го цртале, така да мене ми е сосема Сега ти е кул, пратиш. Да, има нова генерација на момци што доста добро газат. Не знам, тие, не ги знам лично, Арис, ПСЖ спомнавме. Ешест, добро, Трајо и Миро не да, се да. толку нови. Не се, тоа кажав али ја. зборам за Помлади. свежа генерација. од Арис гледам и јас, изминативе. да. Има онака масивни, добри парчиња, квалитетно, чисто изработени. Значи во сигурни раце графити сцената сакаш да кажеш. Не се грижам за тоа, малце ми е, не Ако малце, него жал Се ми е загрижиш, што... врати се брат на месец дена. Жал ми е што целе затвори, што... И општо што не е тука, што не е у Да, Македонија. и што сега не знам луѓе откај наоѓаат. Па вајда Дредпен брат, Дредпен има уште спреј. Па не сум Има до кај таму, затоа не... Дред Спейс до старото немлеси, текно е таму. Да, знам кај е сега која спомна. Не сум бил и затоа не ми е у глава дека постои И свегаш. плюс има цели уште неколку лефтовърс, така да...
Да, има луѓе што Белград ме брат се наоѓа спреј, а не треба да тоа изговор некој го сака работи, нема од каде да земе. Од стари генерации, од млади генерации, не знам, Балдо, Миро, Трајо, Драш, момциве, Кумановција брат. Момциве, дечкиве нови што се нон-стоп константно активни, што творат, што даваат душа и боја на градот. Ајде, тука идеме, еве, што би му кажал на млад човек што сака да започне со графити денеска? Ништо да се цртаат, што да му кажа. Дали е фиксно да мора он скици да прави многу пред да и пред да тоа е индивидуално, ако он има Јас со тетовирање, извини, викам мораш да црташ пред да почнеш да тетовираш. Искрено. Ама тоа е друго и различно е сега ти ако расипеш тетоважа, ако ја покењаш да не можеш да Така. Нели, мислам, сигурно има начин да се коригира, али претпоставувам дека е многу по-тешко и заебано. Али некој ако се осеќа тотално окей дека може чисто фристайлски да искочи со спреови да срока тоа што му е глава, супер, ако му е потребна скица, нека си нацрта, нека си ископира индиго, нели? Тоа. Може баш, да, може. Не ќе да споминјам индиго на емисија, затоа. Па добро, ќе сецнам. Добар кафичов кај што седиме. Ајде лид да. Што кафич да те? Келнер, има ли келнерка тука 5 сати вода чекам? Кеше ли карти? Леле, најам. Кажи ми, има ли нешто? Не знам. Што сакаш да кажеш на крај да порака некоја? Ништо, да останеме здрави и живи, позитивни и да се креира и да се твори, да нема омраза, да си има разбирање, да нема его и сите тие ствари. Многу ба Миленце, фала ти што дојде, брату, да си жив и здрав. Ајде, чирис. Да. Фала и на сите што гледавте, Борјан. Имаше нешто да додадеш? Да, Борјан е онака окей, ајде да јадеме, брату, од бургерите више. Да, и среќна свадба, да си жив и здрав. Фала. Среќен брак. Фала. Да се враќа. Чао на сите. Поздрав.